Од утре цените мора да бидат објавени на веб страниците. Тему и Шеин најавија поскапување на производите од 25 април. Конзервација на Аја Софија, ќе се работи на куполата, но ќе биде отворена за посетители. Јапонија протестира против Русија. Одењето е природен лек за стрес. Барселона ќе изгради селфи зона за да го намали туристичкиот метеж. Од утре стапуваат на сила новите измени во Законот за заштита на потрошувачи, според кои сите трговци, вклучувајќи маркети, аптеки, продавници за техника и мебел, ќе мора да ги објавуваат цените на стоките на сопствените веб страници. Ценовниците мора да бидат јасно видливи, достапни без најава и ажурирани секој работен ден до 10 часот. Цените треба да содржат информации за тековната, попусната и единечната цена, како и трајњето на акциите. Доколку не се почитува оваа законска обврска, следуваат казни. Министерот за економија Бесар Дурмиши изјави дека новите правила ќе им овозможат на граѓаните да бидат подобро информирани и да можат полесно да ги споредат цените кај различни трговци. Популарните кинески онлайн продавници Тему и Шеин соопштија дека од 25 април ќе ги зголемат цените поради новите американски царини. Компаниите ги повикаа потрошувачите да купуваат до тој датум по постојните, пониски цени, пред да стапат на сила новите тарифи. Причината е наредбата на председателот Доналд Трамп за укинување на царинската повластица за пакети поевтини од $800 кои влегуваат во САД од Кина и Хонг Конг. Оваа мерка, што го загрозува бизнис моделот на двете компании, ќе започне да се применува на 2 мај. Портпаролите на Тему и Шеин велат дека работат на алтернативни решенија за логистика и испорака со цел да го ублажат влијанието на новите царини врз потрошувачите. Според нив, компаниите ќе продолжат да инвестираат во технолошки подобрувања и ефикасност во синџирот на снабдување за да ги задржат цените конкурентни и по 25 април. Во Истанбул започна обемен проект за конзервација и реставрација на Аја Софија, еден од најпознатите символи на културното наследство во светот. Активностите се насочени кон зајакнување на куполата, за да се зголеми нејзината отпорност на земјотреси и да се зачува оригиналната архитектонска форма. Сите интервенции ќе се извршуваат од надвор, за да се избегне оштетување на вредните мозаици од внатрешната страна. Исто така, процесот вклучува и дигитална документација на сите елементи на објектот преку 3D технологија. Истовремено, Аја Софија останува отворена за посетители и ќе продолжи да функционира како активна џамија. Објектот годишно го посетуваат меѓу 6 и 7 милиони луѓе, а реставрацијата е дел од поширокиот напор на Турција за зачувување на културното наследство и развој на одржлив туризам. Во таа насока се очекуваат до 800 археолошки истражувања годинава, како и нови проекти како ноќен музеј за привлекување уште поголем број туристи. Јапонија упати протестна нота до Русија поради нејзината одлука да го ограничи преминот на странски воени и владини бродови во водите околу островите кои се под руска контрола, а кои Јапонија ги смета за своји. Овие острови, кои Јапонија ги нарекува северни територии, а Русија ги нарекува јужни Курилски острови, се извор на долгогодишен територијален спор, кој започнал по Втората светска војна. Тоа е причина што двете земји се уште не можат да потпишат мировен договор. Секретарот на јапонскиот кабинет, Јошимаса Хајаши, на пресконференција изјави дека протестната нота била поднесена преку дипломатски канали, бидејќи Русија со својата одлука го нарушува ставот на Јапонија за северните територии. Според соопштението на јапонскиот кабинет, Русија најавила дека од 25 април до 1 мај нема да дозволи странски воени и владини бродови да пловат во водите околу островите. Јапонија го оспорува правото на Русија да ја ограничи слободата на пловење низ овие води, сметајќи дека тоа е спротивно на меѓународните поморски закони. Вистина е дека во денешниот свет преоптоварен со обврски и стрес, потребна ни е едноставна, но ефективна навика која ќе ни помогне да го зачуваме менталното здравје, и токму одењето е еден од најдобрите избори. Вистина е дека оваа обична активност, која не бара ниту опрема, ниту посебни услови, може да направи огромна разлика во секојдневниот живот, намалувајќи го нивото на стрес и зголемувајќи ги хормоните на среќата. Вистина е дека докторот Остин Перумутер го истакнува одењето како директен поттикнувач на лачење на серотонин, хемикалија во мозокот што влијае врз расположението, апетитот и спиењето. Дури и кратка прошетка, според него, може да предизвика мерливи позитивни промени во мозочната активност. Вистина е дека редовното пешачење ги прекинува циклусите на негативни мисли и анксиозност, што е клучно за подобрување на психолошката состојба.
Вистина е дека ефектот на пешачењето е уште посилен кога се изведува во природа. Контактот со зеленило, свеж воздух и мирна средина го намалува влијанието на урбаниот хаос и технологијата врз мозокот. Вистина е дека само 20 минути пешачење дневно може да го подобри расположението и да донесе ментален мир. И на крај, вистина е дека оваа навика може да ја подобри концентрацијата, креативноста и квалитетот на сонот. Не е важно темпото на одење, туку редовноста. Вистина е дека ако бараме природно, ефтино и ефикасно решение за справување со стресот, тогаш секојдневната прошетка е токму тоа што ни треба. Вистина е дека многу студии во последните години потврдуваат дека луѓето кои редовно пешачат имаат помали шанси да развијат депресија, анксиозност или хроничен замор. Пешачењето не само што има ментални, туку и физички придобивки, го подобрува кардиоваскуларното здравје, ја зајакнува мускулатурата и го поттикнува имунитетот. Вистина е дека оваа активност станува се попопуларна и кај младите и кај повозрасните луѓе, бидејќи е лесно изводлива и прилагодлива на секојдневниот распоред. Вистина е дека технологијата и дигиталниот начин на живот често не држат седнати со часови, што придонесува за зголемен стрес и психичка исцрпеност. Затоа се препорачува да се направи пауза од екрани и да се излезе на кратка прошетка, дури и ако тоа е само неколку круга околу блокот. Вистина е дека телото реагира веднаш, се стабилизира срцевиот ритам, дишењето станува подлабоко, а мислите појасни. Вистина е дека оваа навика може да се практикува и како дел од социјалниот живот. Заедничките прошетки со пријател или семејство не само што го збогатуваат односот, туку и дополнително придонесуваат за чувство на радост и поврзаност. Вистина е дека во еден свет што постојано не брза, пешачењето не потсетува да забавиме, да вдишеме длабоко и да се вратиме во контакт со самите себе. Градските власти на Барселона најавија изградба на специјална селфи зона пред прочуената базилика Саграда Фамилија, со цел да се намали метежот од туристи и да се подобри протокот на пешаците. Оваа нова зона ќе биде простор од 6200 квадратни метри, лоциран помеѓу фасадата на Рождеството и плоштадот Гауди, долж улицата Карер де ла Марина. Проектот е дел од поширок урбанистички план вреден 15,5 милиони евра, кој има за цел да го балансира секојдневниот живот на локалните жители со потребите на милионите посетители кои секоја година ја посетуваат оваа архитектонска знаменитост. Изградбата е планирана да започне по летната сезона, во септември, и се очекува да биде завршена до април 2026 година, во чест на 100-годишнината од смртта на архитектот Антонио Гауди. Одлуката за создавање на селфи зона е делумно поттикната од порастот на трендовите на социјалните мрежи и притисокот од масовниот туризам. Во 2022 година, тренд на TikTok поттикна туристите да се снимаат како излегуваат од метростаницата директно пред Саграда Фамилија, што предизвика значителни пречки во сообраќајот и беше забрането од транспортните власти. Оваа иницијатива е дел од поширок план на градот за управување со туристичкиот притисок, кој вклучува 37 нови мерки за проширување на јавниот простор, регулирање на протокот на посетители и враќање на просторот за активности на локалното население. Од утре цените мора да бидат објавени на веб страниците. Тему и Шеин најавија поскапување на производите од 25 април. Конзервација на Аја Софија, ќе се работи на куполата, но ќе биде отворена за посетители. Јапонија протестира против Русија. Одењето е природен лек за стрес. Барселона ќе изгради селфи зона за да го намали туристичкиот метеж.